Добар ден, почитувани, започуваме новото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Денеска ќе го поставиме прашањето дали секое дете треба да оди во градинка. За повеќето деца, поаѓањето во градинка или јасли представува прво одвојување од родителите. Тие тоа го доживуваат како соочување со нов простор каде што родителите ги оставаат со непознати лица. За сето ова подетално денеска со Вида Гавриловска, психолог, семен и системски психотерапевт од Институтот Алтернатива. Добре ни дојдовте. Фала ви за поканата и за можноста да зборуваме за вака битна тема во наши услови. Така, на која возраст е најдобро децата да појдат во градинки? Има најразлични препораки. Јас најдов на една дека е најдобро да почнат да ја посетуваат градинката или пред првата година или после третата. Зошто е тоа така? Што се случува во тој меѓупериод? Тоа е врзано најмногу со нормативните, со развојот на децата во овој период. И она што е специфично за првата година, тоа е симбиозата, односно поврзаност. Иако папучната врска е исечена, меѓутоа детето во првата година од животот е целосно зависно најчесто од мајката. И во оваа фаза психолошки почнува и фазата на ставање на корен, градењето на идентитет, кое што продолжува се понатака во животот. Во оваа фаза генерално се гради психолошкиот концепт на доверба. Практично тука детето успева да го гледа светот низ призмата на мајката, а на мајката влијаат партнерот, влијаат другите околности и сето тоа е поврзано. Во оваа фаза е битно поради тоа што успешно завршување и завршување на задачите кои што се предвидени и се очекуваат за оваа фаза се предуслов за следен период. А тоа е дали детето е респонсивно, се смее, дали добро спие, дали има добар апетит. И кога нешто се случува во оваа фаза, генерално се развива недоверба кон светот. Оние деца кои што ја стекнале оваа особина или почнале да се градат, некако поуспешно минуваат во следна фаза. Ова е период кога не е оној период кој што е најпрепорачлив да деца се одвојуваат и почнат во градинка, поради тоа што се премногу зависни. Меѓутоа условите и можностите се наметнуваат различни потреби на семејствата, така да тоа и ги наметнува и потребите на семејствата. Ништо не е ненадомесливо, меѓутоа најпрепорачлив период за одвојување од семејството е периодот во зависност од индивидуалноста на детето од 2,5 до 5 години, околу третата година. Околу третата година, че најпрепорачливо е. Поради тоа што во оваа следна фаза се гради автономијата, независноста. Децата веќе имаат иницијатива и покажуваат волја да некои активности ги прават самостојно, без помош на родителите. И ова е еден од условите кои што се препознава дека детето веќе трнува и е спремно за да се одвои од семејството, од градинката. Се учат да се контролираат сфинктерите и почнува да се формира волјата кај децата. Така. А колку често и родителите не се подготвени за одвојување од детето, а не се свесни за тоа? А децата интуитивно чувствуваат дека родителите всушност не се подготвени за еден таков чекор? Вие во најавата кажавте дека ова е навистина битна тема. И најчесто поаѓањето во градинка е оној период кога децата можеби за прв пат на подолго се одвојуваат од семејствата. И ова е процес на сепарација. И родителите природно очекувано сакаат децата да ги лишат од секаков вид на болка, а сепарацијата предизвикува болка, но е природен процес кој што не следи сите нас во животот. И во овој развоен процес родителите, трудејќи се колку што е можно да ги заштитат своите деца, некаде тргнуваат да ја негираат болката. Јас не би рекла дека е проблем, меѓутоа е нешто што се случува и на двете страни и е нешто што е очекувано, нешто што е развојно, нешто што би рекла дека е нормално и пожелно. Оти процесот на сепарација нас не следи цел живот во различни фази. Со идејата да родителите ги заштитат, ги лишат децата од болка, они ги лишуваат и од раст и развојот, и болката е составен дел од животот и растот и развојот. И она што најчесто се случува дека родители кои што очекуваат да имаат проблем при сепарација со деца од градинка, најчесто имаат така. Поради тоа што во овој период децата когнитивните функции не им се развиени, меѓутоа чувствуваат анксиозноста на родителите при самото сепарирање.
И парадоксално е тоа што исто како што не можете да заштитите деца кога им растат запчиња, може само да го помогнете тој процес. Исто е и тука, слично е барем тука, оти прифаќањето дека детето може би ќе пати, ќе и плаче, ќе негодува, ќе помага да децата полесно поминат низ оваа развојна фаза. Од што зависи колку долго ќе трае адаптацијата, односно колку време најчесто трае адаптацијата, односно приспособувањето на детето во градинката? Зависи од темпераментот на детето, меѓутоа зависи од родителите и од пошироката семејна средина. Кога детето веќе се препознава дека е во можност да по неколку часа седи само, не само, туку со други луѓе, не ги бара родителите, не плаче. Кога е во можност да игра одделно во друга просторија или одделно од родителите со други деца. Кога пројавува иницијатива да самостојно извршува некои работи, кога е љубопитно, и за овој период од трета година е специфична љубопитноста на децата со поставување на многу прашања, кажува дека детето веќе е созреано за да почне да иде во градинка. Не е препорачливо да дете се прати во градинка кога следат други промени, нешто, например, како преселба на друго место, добивање на нов семеен член, проширување или загуба на некој член при некои ситуации кои што го оптоваруваат семејството, развод на партнерство, да малку дете се адаптира на тогашните промени, оти ова е едно од најголемите промени за таа возраст и за родителите и за децата. Како родителите треба да постапуваат кога ги носат децата во градинка? Каков ефект имаат долгите поздравувања пред врата или пак доколку детето плаче, доколку постојано го гушкаат, треба ли да се игнорира детскиот плач? Како да се постапува во вакви ситуации? Ова се многу битни работи, меѓутоа една од битните работи за да стигне до ова е како родителите одлучуваат да дете носат или не носат во градинка. И секогаш има дилеми, дали е тоа вистинскиот избор, дали возраста е добра, дали детето е спремно. Најчесто родителите зборуваат дека дете игра со пријатели на други деца или игра во парк, што е одлично, меѓутоа не е доволно во таа развојна фаза, поради тоа што градинката овозможува развивање на други потенцијали кај детето. Со тргнувањето во градинка, особено на оваа возраст од 3 до 5 години, кога е најпрепорачливо, детето почнува да развива чувство на припадност на групата, што понатака се развива во различни сегменти кај секого од нас. Учи да ги одложува своите потреби, учи да чека на ред. Она што е особено важно е, учи има можност да види како други возрастни реагираат на тага, болка, радост, среќа, како негуваат, како сакаат, како негодуваат. Има можност да развива чувство на толеранција на разлика, оти повеќе деца се. Учи да дели, учи да дава љубов, да дели играчки, да дели предмети и учи во склад со другите деца, што се покажува како ефикасен модел на учење во однос на разликите, на пројавување емоции, играње, поради тоа што се повеќе деца. Ова се можностите што градинката ги нуди. Додека и се менува концептот на живење, тоа многу детно семејство сега има малку детно семејство или едно-две деца најчесто се. Децата веќе не се толку на улица, како да кажем, повеќе се дома и ги овозможува поголем развој на овие карактеристики кои што се битни за понатамошниот животен тек и овозможува припрема за училишна возраст. Така, дали тоа значи дека секое дете треба да оди во градинка? Добро е да родителите имаат можност да они одлучат и да они видат што е најдобро за нивното дете. Ова се оние опции кои што ги нудат, кои што градинката потенцијално нуди можност да полесно, побрзо се развива, но не е правило дека ако дете не иде во градинка, дека она нема да се адаптира на школскиот период или понатака во животот. Оти децата пројавуваат специфични карактеристики и тоа им помага да надминат одредени животни фази. Така, секој дете е приказна за себе. Така. Меѓутоа ние како општество треба да имаме, оти ова не е само ситуација која што ги засега родителите, децата, бабите, дедовците, туку и сите граѓани. Вујковци, вујни, пријатели, стрини, роднини, кумови.
И ова е, како да кажам, социјален феномен кој што треба да се зборува и треба да се видат добрите и лошите страни од било кои опции да се. Ајде, така, само да ги подсетам гледачите дека би можеле да се вклучат во овој дел од програмата со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677, слободно можат да се јават и да постават прашање кое што е во контекст на денешната тема, дали секој дете треба да оди во градинка и како полесно да се адаптира во неа. Така, повелете. Ме прашавте во однос на долгите поздравувања. Така, во однос на адаптацијата и како родителите треба да постапат доколку детето плаче пред брата и слично. Што значат долгите поздрави? Така. Она што е добро е да родителите детално се информираат и да предстигнат до чинот на оставање на дете во градинка, да ни понудат можност да дете се запознае. Прво со просторот во кој што децата играат, и не сите деца, дури успешно да ги надминале претходните животни фази и развиле животни задачи, не потеднакво се адаптираат. Меѓутоа помага кога децата ќе го видат просторот, кога родителите нема да зборуваат за градинката преоптимистично, оти тоа може да создаде одбивност, кога ќе ги информираат што точно ќе се случува првиот ден и да остават можност да, ако и очекувано е децата да не сакаат да одат во градинка, да остават можност да дете постепено се адаптира. И ова е можеби со оглед на цел социјален контекст во кој што ние живееме преголема задача за родителите, оти они можеби еден период од недела, 2-3, ќе треба по 2 часа да го оставаат дете, па во ходник, па да види како другите деца играат, па самото да се охрабри да влезе таму, и ова е дополнителен ангажман. Так. Меѓутоа, вашето дете, дури и 10 да имате, само еднаш у живот ќе иде у градинка и тоа е чин кој што како родители можете да го направите по-глаток и помалку стресени за вас и за детето. Така. Она што е препорачливо е да почетокот родителите го носат во градинка. Не баби, дедовци, додека дете се адаптира. Во однос на долгите поздравувања е исто како и оние кратки поздравувања, додека дете плаче, го ставите и си заминате. Така. Лошо едното и другото. Тоа повеќе олеснува на родителите отколку на децата. Така. Меѓутоа, поздравувањата кога се пролонгираат, избогувањето се пролонгира, ја зголемува анксиозноста и вознемиреноста на детето. Така да добро е постепено се остава можност да дете во овој сегмент само одлучува додека малку се адаптира, да после тоа полесно иде приказната. Имаме гледачна линија, ќе продолжиме на оваа тема да го вклучиме со прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, поздрав до гостинката. Благодарам. Имам едно прашање до гостинката ваша, пошто имам 2 дечиња, едното е на возраст од 2, а другото од 3 години. Сега помалото нема проблем со одење во градинка, но поголемото некогаш знае на сабајле да ми прави проблеми, да не сака да стане, да се убедуваме за да отидеме некако до градинка, но после тоа нема проблем, значи сам се влегува во градинка со другарчињата, се прилагодува, веќе мислам иде 2 години оди во градинка, ама како да се справам со тој како да кажам, период што му е, пошто веќе кога доаѓа при крај на неделата, знае дека после иде викенд и тие 2 дена, значи на сабајле ни е неволно оди. Да. Плаче понекогаш? На сабајле само знае да плаче, а таму веќе не е. Чим искачаме од дома, све сме супер. Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Ви благодарам на вас, убав ден. Така се случува деца додат и по 2 и 3 години во градинка и неволно тоа да го прават, да плачат, и родителите имаат дилема што да прават во една ваква ситуација. Ова е чест пример. Она што многу помага и она што не само децата, туку и возрастните не можат да одолеат, тоа е онаа специфична активност која што е магична за секое дете. Некој дете сака да црта, некој да игра, некој да игра со кал, некој не знам да кине хартија, и ова се активности како и омилени играчки или активности кои што ги прават дома, кои што можат да помогнат да деца повеќе се мотивираат за да идат во градинка, за да останат подолг период тука. И јас верувам дека и стручните лица кои што ги водат тие паралелки и родителите се ангажираат околу препознавање на овие активности кои што се својствени, специфични, индивидуални за секое дете и кои што баш имаат некаква магична способност. Она што
често се случува да родителите во цела своја загриженост и многу е разбирливо и природно и како што е ова ситуација тешка и во однос на сепарацијата за децата и за родителите. И они стравуваат во однос на безбедноста на детето, дали јаде, дали е безбедно таму, дали ќе се адаптира, дали некој од децата, не знам, ќе го повреди. И сите овие стравови предизвикуваат да стравовите некако се проектираат во таа средина. И родителите многу често по завршувањето на градинка практично полициски некако ги испитуваат деца што се случи, дали некој те удри, дали нешто. И како да иницираат она што не би сакале да се случува во тој период. Она што е препорачливо и што се покажува дека помага доколку се појави проблем да се истакнат позитивните аспекти во однос на градинката, во што детето уживало, што би сакало поразлично да прави во однос на градинката, со кој другарчиња игра, оти се покажува и дека другарчињата се многу битен фактор кој што помага да децата бидат во градинка. Така. А што е со оној значи покрај тоа што неволно дат во градинка децата кои што тешко се адаптираат, исто така имаат изливи на бес или пак се повлекуваат во себе, дури некогаш се јавува и регресивно однесување, почнуваат да мократ навечер. Колку време траат овие проблеми, како да се решат? Така, јас не кажав од и во минатата фаза, веќе од втора, трета година, една од битните особини во домот е доследноста. Тоа е да детето колку што може, нели, на време легнува, на време станува и доследноста која што е проткаена со љубов подразбира и еластичност, тоа не подразбира, нели, во одредени ситуации ако е досна дете не мора само да ги собере играчки. Доследноста помага и во однос на адаптирањето на градинка. Кога дете пројавува вакви симптоми, а дете на оваа возраст ја пројави такви симптоми, тоа е плачење, регресивно однесување, често разболување, може би на одреден временски период родителите треба да го намалат времето поминато во градинка, а особено во почетокот, оти ова е како, нели, со нож сечење прекин меѓу родители и деца, да најдат начини да посветат дупло повеќе време, барем во првиот период додека деца идат во градинка, кое што ќе биде време поминато семејно заедно со децата. Кога ваквите симптоми не престануваат, тогаш може би е добро да они се консултираат со стручни лица, па да видат што таму се случува, кои се препораките, и секогаш има индивидуални карактеристики кои што се случува. Во состојби на семеен стрес кој што не е директно врзан за децата, децата знаат таа анксиозност која што е во семејството да ја изразат на ваков начин со агресивно однесување и градинката дополнително ги ја отежнува. Ја влошува целата слика, целата ситуација. Имаме гледач на линија да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до гостинката и до вас. Благодарам. Вака имам едно прашање. Имам синче 5 години и бебенце од 3 месеци. И кога сакавме да одиме на градинка, нели, тогаш веќе беше дојден новиот член во семејството и можеби поради тоа детето од дома не сакаше да излезе од за во градинка никако, плачеше, не молеше, ве молам не ме носете, ќе бидам тажен. Но кога ќе појдеше таму, 2-3 дена кога одевме една по друга, но кога ќе појдеше таму, после се враќаше среќа. Меѓутоа се разболевме и после долго седење дома, нели, 2-3 недели, после тоа никако не сакаше да излезе од дома за во градинка. Јас нели сум на породилско отсуство, тој знае дека јас сум дома. Дали треба да инсистирам да оди детето на градинка, затоа што после таму му убаво се адаптира. Меѓутоа, од дома никако не можеме да излеземе. Се убедуваме, се молиме, се што треба, нели, ќе биде убаво, другарчиња, се, меѓутоа никако не можеме да излеземе од дома. Многу деликатна ситуација, многу честа би рекла, ви благодарам што се јавивте. Еве кој е советот? Јас пред да одговорам на гледачката, една битна работа не кажав, барем јас мислам дека е битна, а тоа е дури пред самата одлука да деца идат или не идат во градинка. Добро е и неопходно е да и двајцата родители, па и бабите и дедовците или кој друг да живее во семејството,
бидат едногласни во однос на одлуката. Так. Поради тоа што ако едниот родител смета дека тоа е добра одлука или кој тип на градинка да биде, другиот смета дека подобро е баби дедовци да го чуваат или да не иде во градинка, децата најчесто на невербално ниво добиваат пораки кои што ги збунуваат, а тоа е дали треба, дали е добро да идам во градинка, дали не е добро да идам во градинка, особено во оваа возраст, кога следна фаза после самостојноста е фаза кога учат за моралноста, што е добро, што не е лошо и како другите ги гледаат. И ова може да предизвика дополнителни тешкоти поради тоа што го збунуваат детето. И они наоѓаат начин да ги задоволат очекувањата на двајцата родители. Ем да одат у градинка, ем да не одат у градинка. И многу е добро да они бидат согласни во ставот, кој да е ставот, меѓутоа да биде доследен без разлика дали да идат или да не идат во градинка. А што е со оваа ситуација кога во семејството има нов член и кај детето се јавуваат сега вакви едни проблеми, дали да оди во градинка, има желба да остане дома со мама, а од друга страна убаво му е на детето во градинка откако ќе влезе во неа? Ова е специфична ситуација поради тоа што има промена која што следи и има уште една огромна промена. И јас веќе споменав, меѓутоа не го разговаравме тоа малку подолго. Добро е во вакви ситуации, особено кога има нов член и разликата е многу мала меѓу децата, да они имаат доволно време да се адаптираат на новиот член. Од добивањето на нов член, а на некој начин кој што родителите не е тоа што го порачуваат, тргањето на детето од семејниот систем, некако како да остава простор за поголем за новодојдениот член. И природно е да цело семејство повеќе се фокусира во грижата за новороденчето, а да малку поразлично го третираат другото дете како повозрасно. И ова воедно знае да предизвика тешкоти. Исто и ставовите, оти многу луѓе мислат дека условите во градинка, дека дете ако иде во градинка побрзо ќе се разболе, дека тоа е можеби причина поради тоа што се дури што боледува дете, дури да не се кажат вербално, да се зборуваат меѓу себе на членовите влијаат на децата. А често пати по отсуството поради болест во градинка се случува овој проблем со адаптација повторна. Тоа се случува и со возрастните. И ние ако сме на боледување, па после тоа тешко се адаптираме да се вратиме у форма. Меѓутоа, па ќе кажам, повторното доследно однесување, истакнувањето на позитивните страни, кажувањето што е тоа што дете сака, носењето на играчки, враќањето кога дете ќе се врати од градинка, давањето на важност на детето и поставувањето на прашања, фокусирањето кон тоа дете кое што иде во градинка, а помалку на новороденчето, барем во тој период, би можело да помогне. Така, а што советувате? Дали да бидат упорни детето да оди во градинка да биде? Оти веќе тоа ја го направило исчекорот, имало позитивно искуство и треба повеќе време и повеќе упорност, меѓутоа не до степен на притисок на детето. Оти во оваа фаза, во овој период, ако децата премногу се форсираат, премногу се притискаат, тие повеќе ќе пројават отпор. Так, се да биде дозирано. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Добар ден, повелете. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Така, поздрав до емисијата и двете убави дами. Благодарам. Имам едно прашање. Имам внукичка 2 години, 2 месеца. Така. Почна прв пат сега во градинка, но нешто како баба ја забележувам дека има појава на една агресивност кога сака кога ќе се налути. Тресење и желба да удри некого, стискање на запчиња и така отворени очиња. Дали е тоа од градинката пренесено во однос на однесувањето на дечињата или е некоја одвојност према градинка или не знам што да ви кажам. Ви благодарам што се јавивте. Фала и на вас. Како што ви ја кажав, кога се деца у градинка имаат повеќе можности да гледаат како и возрастни, меѓутоа како и деца. И јас не знам, може би е отпор кон градинката, може би е некој нов начин на однесување. Меѓутоа, она што го знаме како родителите, бабите, дедовците реагираат на тоа. И ова е пак во принцип на доследност. Ако кога дете се лути и плаче и добива се што сака, тогаш на тој начин ја охрабрувате пројавувањето на таа особина.
доколку понудите него можност, и најчесто тоа се случува, немој да го правиш тоа, а не се отвара опција што друго дете може да прави, и тоа е идеална опција која што може да помогне и на деца и на родители, тогаш исчезнува со тек на време она што не е пожелно и она што не го охрабруваме кај децата. Така, дали на децата кои што одат во градинка најмногу им пречи оној редослед на активностите кој што е зацртан, појадок, па слободни активности, па цртање, па ручек? Што се им пречи на децата во градинките? Значи, ти има дома релативно голема слобода, да речеме, сега тука треба да се однесуваат како во шема. И јас веќе кажав, освен за доследноста, дека деца учат во градинка малку повеќе за разлика од дома да ги одложуваат своите потреби. Оти најчесто родителите, барем најголем број од родителите се меки во однос на децата, и ако дете ви заплаче, тоа ве растопува и можете веднаш да одговорите на нивните потреби. Одложувањето на потребите или на задоволството е една од клучните особини на човекот кој што понатака се развива и е потребна како особина. И ова е во тој сегмент, како и одложувањето на некои работи кои што не се доволно интересни за сметка на некои други, а потоа следат другите интересни работи, е нешто што може и текако да допринесе до развој на личноста. Меѓутоа, кај нас може би, јас не знам, барем мислам дека нема специјализирани градинки кои што се повеќе уметнички наклонети или повеќе логични наклонети или кон танци, кон плес. Меѓутоа е добро да родителите ги познаваат своите деца, да ги информираат воспитачките и тие кои што се грижат за децата, кои активности им лежат најмногу на децата. Ви благодарам што бевте дел од Нула Импулс, што на родителите им дадовте конкретни совети, насоки како да му помогнат на своето дете во адаптацијата и разјаснивме дали секој дете треба да оди во градинка или не. Ви благодарам за поканата. Ви благодарам и вам што не следевте со внимание. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно.